Ева, конечно за пръв път во нашата емисија Шанк ги имаме Шайн, т.е. Јордан Манев, од мојата десна страна, Манов В, се извинам, значи Јордан Манов, од мојата десна страна. И од мојата лева, ваша десна страна, Дамјан Печиновски. Добродојдовте во Струмица. Вашиот прв почеток овде во Струмица е во веќе непостоечкиот локал Заир, така ли беше? Да. Тоа беа нашите почетоци у Струмица. Да. Во Заир, па можда... Која година беше тоа, се сеќаваш? Пред 6 години, мислам дека. 6 години. Да. 2009 можда. 2009. Кој се бави со хронологија, статистика? Да, јас имам книга, пишувам секој ден кај настапуваме и така. Ајде ќе почнем со оние клише прашања. Како вие двајцата се најдовте од Охрид, па тука некаде Кочани, така беше? Да. Кочани, Охрид, па тоа се две различни страни на нашата огромна држава Македонија. Тоа се километри Не, окей, ама музиката не спои. Музиката не спои, а? Не, гледа, ова звучи многу малце геј, уствари. Не е добро, не. Слушај. Не, бевме Бугарија. Тој студираше веќе таму, имавме джез трио, свиревме джез музика, после басистот ни замина во странство. Да не е Борче, наш Борче Гушевски од Струмица, пошто знам дека заедно бевте цимари, па тој исто така е басист. Да, не, тогаш со нас свиреше Горан Гешовски. Имавме едно супер трио, така свиревме джез. Ама знае со джез нема некој просперитет, тој замина тогаш за Турција. Така да јас и Јордан продолживме. Така настана. Истото име го држите од тогаш? Не, Првото име беше... Првото име на джез составот беше Jumpstart, а сега ова што сме јас и Јордан, Shine, си од тогаш, да, од кога формиравме. 6 години некаде, 6 помина? Повеќе сме заедно. Повеќе сте заедно. Можда има 7-8 сигурно. 7-8 години. Не, Март. Март, да. Кому сега да... Март. Да е жив и здрав Фейсбук и ќе те излезе дека... Да, и видов дека на благодарение на Фейсбукот, видов дека тој има повеќе лајкови од тебе на неговата фан страница. Нели, посебно како соло проекти кои што ги прави. Секој слуша повеќе од колку тапани сега. Се занимаваме со модерна музика и мора да се користат тие некои неопходни ствари. Ето, значи, од каде е идејата да почнеш мислам да направиш твое студио, музичко студио, така? Да, пред 2 години отворив свое студио, као... Како се вика тоа студио? Нема име. На Јоцо студиото. На Јоцо, Кочани и готово. Така те викат Јоцо Шајн или имаш друго некое по... Јоцо Ѓавол ми е уствари оригиналното. После ме знаат по Шајн, да. Затоа на вашите настапи има Dance with the Devil како нешто. Добро, мора да има доза на ѓаволски работи во нашиот перформанс. Дамјане, ти беше пред неколку месеци во Австралија. Да, така. Што правеше таму? Кај беше? Што правеше? Па не, бев таму, имав неколку настапи, концерти, свирки. Неколку илјади концерти? Не беа толку. Како есма? Колку концерти има? 547 концерти годишно. Не, неколку свирки, некој концерт така, значи и нешто посериозно и нешто така успатно што испадна. Така да ми беше на супер прилика да видам што се случува во Австралија, да видам на некој начин и кај ми е местото, дали имам простор за мене и зона што го правам јас таму. Предавав и држев еден семинар на GMC Academy таму. Ете малку нешто посериозно да кажеме од Австралија. Така што супер си поминав, добро искуство и така. Значи ти беше таму работно. Јас па сакам да те прашам дека роднина ти има земено. Ајде да настапиш кај нас во локал. Бефи и работно и приватно. Така да имав доста време и да шетав. Имам пријатели, имам и роднини, имам уствари и роднини во Мелбурн, беф и нив да ги посетам. Да. Така да беше супер, ете и има свирка. Локали некои пред колку публика, малку подетално. Концертите што беа малку посетени,
мастер класот што го држив како семинар, тоа беше за некоја 20 на души имаше така, значи тоа е поона за гитаристи. Свирките беа во папчиња, тоа не знам колку собира тоа, не знам, стотина максимум, да. Да, толку, мислам, не отидов со некоја, кој знае каква, да. Не само наши, Да. се таму. Значи не отидов со некоја мега организација, беше баш онака како повеќе на своја рака организирано. Нешто и таму договори, значи не беше некоја посериозна организација, да речам бев на сериозна турнеја. Значи повеќе беше ми беше за да искусам како е да бидеш на друг континент. Зашто не го зеда со себе? Па ми го зелали, знаеш како е кога си од Македонија. Не, па проблем е визата и тие работи, иначе ние нема проблем одиме секаде. Со визата имаше проблем, демек не на него нешто му фали, па ти само доби виза. Знаеш како кога се води судски процес против тебе и така. Има судски процес? Сериозно? Ова е само бизнис сега што го правиме друго да. Значи тој не може да мрдне од Македонија. Така? Значи тука е, само ти можеш да шеташ во Австралија. Тука на сигурно. И собра некоја пара, се фалеше, частеше кога се врати. Цело време. Да? Цело време. Не му кажа, колку Не сум сопрел да частам. месец дена немаме настапи ради твојата турнеја, ајде сега да ги платиш сите тие изгубени пари кои што требаше да ги заработиме заедно настапувајќи овде низ нашата богата држава Македонија, така? Точно така. Каже така. 100%. За вас колку синглови имате направено? Мислам дека знам дека 1-2 видеозаписи, ако не се лажам. Имаме 4 се? 4, да. кои едната е на две верзии фактички. И дали тоа до некој имаше некој фидбек од сето тоа? Па немаше некој кој знае каков фидбек, луѓе мислам што ни даваат, барем нам што ни се блиски, што ни даваат искрени коментари, знаат дека секогаш мислам, ево и ти како музичар мора да знаеш дека Сум јас баш музичар. без разлика слушател на музика, почитател на музика. Значи кога ќе песната малце, кога ќе има уметничка душа или нека уметничка жица, не може да биде комерцијална и да помине понатаму. Ние едноставно немаме дефинирано, пошто свирката од стилот на кој што компонираме песни е тотално различно, затоа што валјда и енергијата што ја даваме тука
во клубот и кога ќе седнеш дома е скроз поразлично и затоа излегува друг производ. И луѓе што не знаат од свирка, значи скроз поразлично што не знаат и на по нашите авторски ствари. Сега не е комерцијално затоа што е Некако уметност. сте омекнале. Така ќе му дојде Па кога не, нема- свирите ваши песни сте многу меки, а во остана настап сте Нема многу врска, агресивни. Има и тврди песни. Значи сега спремаме нешто Значи ново. спремате, тоа е многу битно. Тоа Спремаме сакам да ново да се снима кај мене. Уште текстот фали, аранжманот за една ствар е готова, уствари за двете, ќе ги спремаме, текстот да го досредиме и Ова е мокна песна се Да што не е ќе некој излезе. љубовен текст само. Не. И да не е нешто исто, нема правда, нема мир. сите рок дека тоа ќе помине втората ствари се серија, љубовни, знаеш и ти сам, сега зашо ќе пееш друго? Тема сепултура, па за војни, за агресија. А не мора, доволно е. Малце да смириме. Доволно бендови има што го прават тоа, ние едноставно се фокусираме на добра песна. Добро, има доста интересни теми, пеат некои различни бендови, како што се Мизар, тие имат нешто од античкото нешто, чепкат Византија таму, нешто, некои такви текстови, нешто сосема различно, има некои бендови кои што пеат нешто што не е љубовно, не е за војни, едноставно нешто доживување преку денот. Тоа е одреден стил на музика и знаеш сега пример Како си го поминал денот во една песна? Јас имам пример знам пријател што Еве, пишува такви. Петар Малинов имаше, Мамурен. Поздравам. Чао Петар. Значи си се одлучи типот на еден стил на музика, си прави одреден стил на 100 текстови. денари нешто такви. Да, и баш и кога разговаравме заедно, сега нема поента да направиш некоја сериозна песна кога веќе почнуваш еден стил и што ти одговара лично као карактер. Тој си е таков. Знаеш, и сега треба да се одредиш еден стил на музика. И сега, пример, ги спомнам Мизар, ако денешно време на оваа комерцијала почнеш да правиш таков вид Ќе на музика, пропаднеш, како автоматски- ја што пропагам со мојата емисија. Добро, затоа не викне, да пропадниме заедно. Не да видам како се осеќам држите негативна уште. енергија цело време. Dark Force. Не брат, јас на сите им носам среќа, само за мене ја држам таа мрачната страна. Не ја пуштам. Значи размислувате да направите нови песни, албуми, такви работи, не ме прашам затоа што тоа е Не, некако клише песна- прашање, тоа е Знаеш како? Вака. на овој народ. Само да ти кажам, еве да објаснам малку како функционира овде кај нас. Значи сценава е катастроф, знаеш и сам. Гледај, нема ни побарувачка на македонска музика, камоли така една ваква супер емисија кај што се зафркаваме да има и гледам. А мене ми е супер, гледај. Мене ми е супер, така. Го правиме тоа Прв пат така. некој ме пофали. Слушај, за да се дружиме, да си кажеме некоја вака за фрканција, така да е опуштено. Да ти кажам че како функционира. Кај нас во Македонија еве и да направиме ние 2 албуми 5-6 годишно, колку концерти можеме да направиме? Можеме 2 максимум. Максимум може веќе пак е истиот материјал. Така. Па да, еве, Шајн, концерт на Шајн на авторска музика. Ке направиш 2 и веќе повеќе од 2. Некој кој што веќе долго време со платени гратиси со така натаму. Добро, еве јас да ти кажам, јас направив од страна од Србија или од некој од другите соседни земји. Па да, да спрода да се. да, ма гледај, Ставаме секој, мислам секој ставаме некој друг пред нас. И секој ние не ставаме се нешто друго сакаме, пред јас нас. мислам. Гледај, ама и самите тој не што се доаѓа од Србија има точната формула за овој народ овде. Сега ние разговараме за нашиот стил на музика што е тотално поразличен. Значи тоа е нека комбинација од поп рок што е не е баш за знаеш за сечиво, туку е баш за она одредена група на слушатели, да речеме од тинејџери па се до некоја возраст пред фамилиарна, така, се бидејќи си љубител на музика, да слушаш музика за да ево А гледај, со оглед на- не е така за предфамилијара, мислам дека баш Добро, тоа е добро, не, најголемата не, уметност е тука во таа музика. и понатаму не слушаат, ама не. Ајде, после ќе се не иселјачиме, дека- кога не, ќе не, ставиме не дека- фамилијари, не се- дека не дека не слушаат, погрешно се изразив, можеби погрешно ме разбра, но речиме тие се оние луѓе што ќе дојдат да и на концерт да не слушаат, така? Ретко кој сега Да, ќе се забери да дојде на свирка нешто цела фамилија. Возрастен некој. Има, меѓутоа тоа кај нас го нема. Да, жал. и според ситуацијата што сега гледаш колку луѓе само се одселуваат од Македонија, се одселуваат баш на група на луѓе возрастна граница што ни треба нас, да ја конзумира нашата музика.
Друго, значи кога ќе направиш песна, значи како што кажав, ќе направиш 2 концерти максимум, бидејќи пак истата група на луѓе ќе ја собериш. И веќе ако направиш уште, веќе тие што те слушале нема да дојдат. Третиот концерт ќе си можда во дупка. Сакам и оние да им објаснам и на оние што ја консумираат оваа музика да знаат како е, дека Македонија нема звезди. Бугарија беше поразлично, нели, кога настапувавте. Беше далеку подобра сцената отколку тука. Така Таму без разлика има повеќе луѓе и си има движење и си има култура пред се. И таму е скроз поразлично, значи нема споредба. Јес дека владее чалгата у Бугарија на многу повисоко ниво, ама значи тотално различно. Таму еден настап, пример овде во клуб може да не најдеш пример на бина, да не најдеш на озвучење. Таму без разлика каков музичари да си, значи секој настап е организиран до перфекција, од звук до саунд до светло и значи тотално друг концепт. значи професионално максимално. Секојаш професионално, без разлика кој настап. Кај нас е Јас извини што ќе те прекинам, значи ќе се заблагодарам на сите фанови на Shine што ги има, значи знам дека ги има многу, што знам дека од почетокот лайк ви ставив на фан-пејџот, може да провериш. То Ако не ми не- веруваш, има сведоштво. Не, може на фан-пејџот- Сведоштво имаш на фан-пејџот може да имаме и 3 лајка, а вечерва да биде пуно, значи тоа не е показател. Оној Лојален. страстниот фан. Сакам да ги поздравам сите фанови што долго години се со нас, уште од самите почетоци и уште идат на наши свирки. Баш имавме еден многу убав гест пред 2 недели, една наша фан, сега веќе пријателка, напиша книга во кој се најдовме и ние, бевме поласкани, нели, што се најдовме таму, сме помогнале во незиниот живот, ви препорачувам да Како поздрав се вика до книга? Билјана Мартиновска, да ја прочитате книгата, Како се вика книгата? Точка на враќање. Точка на Да, враќање. и препорачувам сите да прочита, пошто е автобиографска, да наречам. И ево, знаеш, со годините... Јас еве исто те прекнем, имам тука музичари кои што се многу повозрасни од вас, кои што настапуваат долги години на естрадата и еден од нив ми рече, мислев дека овие деца кои ги слушнав прв пат како настапуваат и како свират, дека овие деца нема да завршат многу долго во Македонија. За брзо време ќе ги видам на некоја голема сцена и тоа некаде во далеку на западот. И ние се Затоа надеваме на што такво нешто. дефинитивно вие сте како некоја друга димензија која што настапува овде под нашето македонско небо. Нема врска, Сиромаш. тоа е енергијата и љубовта пред се за тоа што го работиме. Вие сте доста уникатни, сте дуо, а исполнувате толку многу, толку е сето тоа звучи како да е комплетен бенд од 5-6 луѓе. И едноставно го правите ваш доста со ваши интересни перформанси, особено со неговиот виртуозност на гитара кој што е посебно, исто така и ти натапани и така. Па знаеш, тоа е таа некоја комбинација измеѓу по нежни едно да. према друг. Како ни падна енергијата, како се разнежнивме Да, сега да, разговорот. Па таа е да гледаш се работи за една комбинација што пробуваме да сме и блиски до со овие кавер песни во наш аранжман што ги изведуваме, да е нешто што ќе е препознатливо за секој слушател, а да има доволно и уметничка страна за и оној што е музичар да биде и неговото задоволено. Да каже, ао, браво, дечките, Добро колку е, се значи добри, не страшни е се. само кавер свириме песни. Имате и ваши нормално примеси по кои што и се разликувате од сите останати. Немате намера да се проширите да направите еден на настап со повеќе луѓе или едноставно оригинално вака си е Shine и така треба да се остане. Не, значи, Shine
ова Некои што сме идиоти двајцата, знаат окей. да размислат да кажат, па намерно свират двајца затоа што треба да дават да ги делат парите на повеќе луѓе, така да има како еден ќе свира. Па види, има и тука логика. Пошто знаеш како, не се работи за многу пари што ги земаме на свирка, така што ако не инвестираме во нов член, онда ќе инвестираме во некој нов дел од опрема. Значи постојано се Поентата е кај бенд не е само да имаш нов член. Ево, ние се најдовме од толку далеко функционираме, значи сум бил јас, нема многу бендови, ама сум свирал со бендови низ годиниве и Млади сте проблемов сега, не е, мислам проблемов не е само во парите, во свирките, туку е во карактер, однос спрема колегата. Да, вие веќе двајцата доста добро се познавате, така да еден поглед е доволен да разбереш што треба да отсвириш и како треба да преминеш нели на која страна и така натаму. Јас ви благодарам, нема да задржувам, значи само да кажеме дека и наскоро треба се очекува нова ваша авторска песна, така со видеозапис, со се затоа што ти исто така правиш и видеозаписи и нормално дека тоа сето ќе го направиш, ќе го склопиш како што треба. Отприлика кој ќе му дојде кој период? Па Ако сме тука во можност, нормално може да дојдеме да направиме на промоција така. Многу јасно, зашто не. Телевизиски. Значи, немаме одреден тајминг или датум, али значи во како да ти кажам, секое слободно време јас барем го користам за тоа. месец, 2, 3, како ќе? Па мислам дека од прилика 2 до 3 Значи месеци максимум. по текот на летото би требало да излезе тој Затоа што сингл. треба да е перфектен производ, да не Да не е на брзина направено. Така ли еве се чеше. Се е снимено, ето само уште некои финеси да ги па да звучи солидно продукциски. Јас ви благодарам и се гледаме наредниот пат. Се надевам дека ќе дојдеме на промоцијата и ќе направиме на телевизиска промоција со нашата камера, со нашите објектив. Онда ќе има YouTube промоција, би ќе се е на Facebook, ставиме таму. Достапно за сите и фри. Кажи ти, јас ќе прам вака. многу е драго, нема го запамтувам. Ако јас си помогам. На некој шанк. Ние сме Шайн, И се гледаме на некој шанк. ние сме Шайн и се гледаме на некој шанк. Во Звездениот град. Чекај се още. Ај уште еднаш го кажете, ама споспом. Ние сме Шайн и се гледаме на некој шанк во Звездениот град. Heavy out.